Поништен е конкурс за филмски проекти без законски основ. Преземени се 5 пати поголеми обврски од одобрениот буџет. Нема кадровски капацитети ниту стратегија за развој на филмската дејност. Нема попис на средствата. Ова се дел од забелешките што Државниот завод за ревизија ги утврди во извештајот за работата на Агенцијата за филм за минатата година. Ревизорите повторно дадоа неповолно мислење. Финансиските извештаи не се реални, а работењето не е усогласено со закон. Од 2022 до 2024 година обврските кон долгометражни, краткометражни, документарни и анимирани филмови, како и кон фестивали, континуирано растат и веќе ја надминуваат логиката на финансиска дисциплина. Соодносот одобрен буџет обврски по проекти изнесува 1:5, што укажува дека во континуитет агенцијата презема повеќе обврски од одобрениот буџет. Значително зголемување на обврските на агенцијата ги нарушува барањата на Законот за финансиска дисциплина, како и начелото на сигурно финансиско управување, предвидено со Законот за буџети, и може да доведе до судски постапки и трошоци по основа на камати. Во извештајот се нотира и дека агенцијата со години не врши попис, а честите промени во раководството и недостигот на стручен кадар дополнително го нарушуваат квалитетот на работата. Наместо редовни вработувања се користат договори на дело без проверка на квалификациите. Констатирани се слабости во постапката за спроведување на конкурсите за филмски проекти и фестивали, како и отсуството на интерен акт или процедура која би ги дефинирала правилата за спроведување на овие постапки. Причина за тоа е укинувањето на претходно важечкиот правилник за поддршка на филмски проекти. Агенцијата не воспоставила целосни и навремени контроли во процесот на реализација на филмските проекти и фестивали. Недостасува документација од страна на продуцентските куки за докажување на исполнетите услови, што укажува на ризик од ненаменско користење на доделените средства. Државниот завод за ревизија предупредува и дека агенцијата нема внатрешна ревизија, иако тоа е законска обврска, што дополнително го ослабува системот на контрола. Од Агенцијата за филм велат дека со стапувањето на новото раководство годинава, голем дел од забелешките на ревизорите веќе се имплементирани. Значителен дел од забелешките веќе се имплементирани со стапување на должност на новото раководство во 2025 година, но агенцијата дополнително ќе објави официјална реакција на соопштението. Примерна функција на Агенцијата за филм е да ја обслужува филмската дејност, судејќи според филмовите што ја представуваат државата на најреномираните меѓународни фестивали годинава. Оваа функција успешно се реализира и покрај ограничените финансиски и човечки ресурси кои самиот извештај ги нотира и не зависат од Агенцијата за филм. Ревизорите бараат и измени во Законот за филмска дејност со јасни критериуми за членовите на Филмскиот совет и за банкарските гаранции кај продуцентите.